Една од помалите општини во земјава која што се наоѓа во источниот регион е и општина Карбенци, а општина во која гравитираат и повеќе населени места како дел од самата општина. Што е во фокусот на локалната самоуправа за унапредување на општината, разговарам со првиот човек на Карбенци, Виктор Паунов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и на можноста да поразговараме. Вашите предизвици за решавање на потребите на жителите на општина Карбинци и надминување на ограничувањата што ги носи малиот буџет, проблем со кој што се соочуваат помалите општини. Како успевате да работите, но и да ги задоволите барањата на граѓаните? Добро, навистина е потребна добра менаџерска способност заради предизвиците кои што ги носи самата таа мала општина. Покрај малиот буџет, мала општина се подразбира и во делот на администрацијата, кадровски, кој што навистина е општина како Карбинци, која што брои во овој момент 14 вработени севкупно, е навистина од една страна тешко, но од друга страна па и знаете, мораме да се прилагодиме, да ги обавуваме сите обврски на дневна основа и се она што е обврска на самата општина Карбинци. Може би тешко, но од друга страна е навистина и чест да се работи во една општина како што е општина Карбинци, една мирна територија која што брои некаде 29 населени места, голема територија со помал број на жители, но генерално мислам дека функционираме одлично и досега успеваме да пружиме се што е потребно на граѓаните, на жителите, да се почувствуваат дека живеат во една модерна, урбана, средена општина како што е Карбинци. Пред се да се искористи можноста што ви е дадена да функционирате како самостојна општина која што нели има предизвик да им обезбеди добри услови за живот на граѓаните. За да можете да се унапредувате, потребно е економски стабилна општина со средства во буџетот кои се зајакнува пред се преку стопанството, средствата од данокот, потоа искористување на потенцијалите на општината. Вие сте, можам да кажам, рурална општина. Од што зависи економското јакнење на општината? Дали граѓаните се занимаваат со земјоделие, дали се развива и руралниот туризам? Општина Карбинци, можам да кажам дека во овие неколку години успешно се справува со наплатувањето и на даноци. Тоа е обврската на секој еден граѓанин кон локалната самоуправа или општината и е еден од изворите на финансирање на самата локална самоуправа. Она што е важно за нас како жители од Карбинци и најголем дел процент од населението се занимава токму со земјоделие и сточарство. Ова е гранката која што исто така е значајна за екзистенција, но и за оној економски дел на општината. И еден добар дел општина Карбинци од своето финансирање го црпи токму од закупот на земјоделско земјиште и плаќањето на сите оние давачки или даноци токму кон оваа дејност. Стопанството има тенденција на добар развој, односно се развива во една нагорна линија во последниве неколку години, иако можам да кажам дека навистина е потребно тоа да биде дополнително зголемено, но се надевам дека условите кои што ние како локална самоуправа ги овозможуваме до потенцијалните инвеститори, дека тие ќе вродат со плод во една блиска иднина да имаме и еден поголем економски бенефит и од овој дел, но генерално суштината на самото економско функционирање на општината е токму земјоделието, сточарството, оние даноци и самата општина која што сметаме дека се движи во една добра нагорна линија во делот на транспарентноста, која што дополнително значи за отварање на други врати за финансирање, за реализација на проекти и така натаму. Карбинци се наоѓа на само 14 километри од Штип, кој представува образовен, културен и економски центар на истокот. За помалите општини морам да истакнам дека особено е значајно поврзувањето со околните градови, но и со другите населени места кои гравитираат во општината, за да можат пред се жителите нормално и непречено да се движат, но и овде се отвори можноста за функционирање на стопанството. Така општина Штип е географски блиску до Карбинци. Граѓаните практично функционираат на дневна основа
до градот Штип и сите оние потреби се поврзани целосно со општина Штип и градот Штип. Можам да потсетам и еве со задоволство да кажам дека успешно реализиравме проект во делот на меѓуопштински локален превоз, кој што веќе втора година успешно функционира на територија на општина Карбинци со општина Штип, која што 95% од населените места во општина Карбинци се токму покриени со овој општински меѓуопштински превоз, а општината помага во субвенционирање на билетот, односно на овој превоз да биде ликвиден и одржлив на нашата територија. Така да ова поврзување е наистина важно помеѓу овие две општини, пред се од знаете најголем дел од граѓаните на Карбинци работат во Штип, дел од нив се образуваат во Штип, движењето е неопходно и затоа важен проект кој што го реализиравме и навистина добро функционира до сега. Нешто што не можеме да не го споменеме, урбанизацијата и инфраструктурните проекти кои што се приоритет на секоја општина, па и на општина Карбинци. И токму овие проекти беа во фокусот на вашето работење во изминатите години на вашиот мандат. Како тече урбаниот развој и модернизирањето на општината? Овде ќе ги споменам улично осветлување, водоснабдување, водоводна мрежа, нешто што денеска во ова модерно време на живење треба секое домаќинство да го има. Јас со задоволство исто така можам да кажам дека Карбинци е една од можеби од ретките општини кои што навистина ги има решено па во најголем дел целосно овие проблеми во делот на водоснабдување, во делот на патна инфраструктура, која што е исто така важна, канализација. Ние веќе во Карбинци 90% ни се решени овие проблеми или целосно се решени во големите населени места кои што најмногу се сконцентрирани граѓаните кои што живеат. Активни урбанистички планови имаме во две населени места или тоа се повеќе од една половина од населението кои што живеат во овие две населени места, а нашата тенденција во делот на реализација на проекти е токму да работиме според урбанистичките планови и според она што архитектите го донеле заедно со граѓаните во изминатиот период, а наша обврска лично е да работиме токму кон реализација на проекти во делот на урбанистичките планови, како што е предвидено, да не импровизираме надвор од нив. Се трудам во овие 3,5 години да работиме токму на според овој план и мислам дека граѓаните го препознаваат оваа работа во овие 3,5 години со тоа што се изградија навистина голем број на проекти и се добива она урбана слика во населените места дека навистина можело да изгледа една рурална општина со еден урбан лик и урбани навики. Да, и морам да истакнам дека изминатите години помалите општини некако беа запоставени, заборавени, но последниве години пак интензивно се работи на нивна урбанизација. Меѓутоа морам да ве прашам колку жители живеат во Карбинци со околните населени места во рамки на општината и каква е структурата на населението? Според последниот попис 2021 година, резидентно население во општина Карбинци има 3420 жители. Структурата, морам да кажам, да подсетам дека општина Карбинци е мултиетничка општина, каде што повеќе од 20% живеат и турско население, од турски етнички состав, и имаме навистина еден одличен, добар соживот и добра соработка како две различни етнички групи најголеми во општина Карбинци и она што е важно дека имаме голема една територија од 230 километри квадратни и навистина е импозантно тоа што имаме големи потреби, имаме голема и природа која што е надвор од овие населени места и навистина добро, сметам дека добро се справуваме затоа што најголем дел од во денешно време потребите ни се реализирани и сметам дека во таа насока треба да се движи една рурална општина која што сака да биде и успева во делот на урбанизацијата и ликот да биде променет во еден урбан или урбани навики.
Споменавте природата која што ја имате во изобилство и која што ја имаат секако помалите општини во државава и всушност малите општини имаат голем со тоа природно богатство, имаат голем туристички потенцијал. Во вашата општина морам да споменам дека се наоѓа локалитетот Баргала, но и други историски знаменитости и локалитети и тоа е богатство кое што треба да се искористи. Што правите во таа насока? Локалитетот Баргала е сместен под планината Плачковица или во подножието на планината Плачковица. Тоа е една од нашите најубави, можеби, планини, кои што се наоѓа во голем дел на територија на општина Карбинци. Локалитетот Баргала е еден доцна антички локалитет кој што е со многу богата историја и она што може да го понуди на посетителите на вистина е како што ви рекле ние, да застане здивот кога сте таму. Оние кои што се љубители на историја и археологија можат да ја почувствуваат таа убавина на самата локација. Општина Карбинци во изминатиот период ние реализиравме веќе еден наистина убав, добар проект кој што е токму за подобрување на самата инфраструктура на локалитетот Баргала во соработка со Министерството за култура, а тоа е проект за сигнализација, осветлување и мапирање на самиот локалитет Баргала. Впрочем, во рамките на овој проект беше застапена и делот на оградувањето на целиот потек, некаде околу 2 километри ограда доби самиот локалитет да биде заштитен од вандализам и од животни, од самата местоположба која што се наоѓа. И веќе добивме еден чекор напред кон доближување на овој локалитет кон посетителите и љубителите на овој локалитет. Понатаму веќе општина Карбинци е во соработка со Република Бугарија и проект преку ИПА програмата кој што ќе биде реализиран токму на оваа локација кај локалитетот Баргала, а тоа е неколку нови содржини кои што ќе понудат на посетителите можност за рекреација, за спорт, ќе градиме еден амфитеатар кој ќе понуди содржини на самата оваа локација, така да во целина да кажам дека имаме можност за голем потенцијал за развивање на оваа локација, на ова место и еве уште еднаш оние кои што никогаш не биле да дојдат да го посетат локалитетот Баргала, да видат навистина нашата македонска историја од минатото на нашата територија, дека има со што да се пофалиме и да се гордееме. Кога споменавте дека работите на унапредување на туристичкиот потенцијал, пред се на локалитетот Баргала и сето друго природно богатство кое што го имате во општината, мене ме интересира дали конкретно ги имате почувствуване придобивките и резултатите од таа можност за туристички рурален развој на општина Карбинци. Посетата на локалитетот Баргала е навистина зголемена во последниве 2-3 години. Се надевам дека сме успеале во она што го реализиравме до сега, дека го доближивме до посетителите, но потребно е нормално поголем маркетинг, поголема промоција на ова место и сметам дека имаме потенцијал, и такако имаме потенцијал ова да биде доближено повеќе до граѓаните и сметам дека ќе имаме поголем успех во следниот период, затоа што навистина направивме големи чекори во овој дел. Туризмот е многу важен, историјата многу важна, културата исто така, а ние во оваа локација имаме се на едно место и сметам дека ќе имаме можност да во идно време да направиме поголем чекор напред кон промоција на истиот. И всушност помалите општини во Македонија се нашето богатство кој што преку промоција на своето природно, културно, историско наследство и преку таа туристичка промоција можат на вистина економски да се зајакнат и самостојно да екзистираат како општини во кои што граѓаните ќе живеат со одлични услови и секако ќе има можност да многу посетители. Меѓутоа, ајде малку да ја смениме темата и ќе ве прашам дали како општина се соочувате со намален наталитет, затоа што тоа е генерален проблем на целата наша држава и дали имате иселување од општината. Како ги задржувате жителите да останат да живеат во Карбинци? Рековте работат во околните градови, но она што е најважно да се вратат да живеат во вашата општина. Секогаш важен дел од секојдневието кај еден граѓанин наш е економскиот дел и статусот во економска смисла.
Сметам дека според бројките, еве конкретно ќе кажам во новозапишани ученици во прво одделение во општина Карбинци, оваа година е идентична како и ланската, или да се вратиме 3 години наназад, имаме идентичен број на новозапишани првачиња. Што е одлично. Секаде се намалува бројот, да. Така, општина Карбинци брои 9 подрачни училишта и едно централно основно училиште до 9 одделение, кое што еве и оваа година бројот на запишани ученици се движи некаде околу 50-тина, што е идентичен на претходните 2 години, и сметам дека е добар показател, дека можеби еве стагнираме во оној дел на миграција или иселување, ќе покажат и другите параметри дали сме во право, но добар показател е учениците дека ги имаме, дека ќе опстанат, ќе постојат училиштата и понатаму во овие населени места. И важно за нас, ние како општина можеме да се погрижиме во делот на условите за живење, во делот на подобрување на квалитетот на живот, токму од тој аспект како услови, да има водовод, да има канализација, да има улици, да има содржини како спортски терени, игралишта, игралишта за рекреација за деца, училишта во добри услови, кои што и како дадовме стимул во овие 3 години. Градинката, која што е една во Карбинци, е исто така важен елемент за да ги овозможиме условите за да има повеќе дечиња, па тогаш ќе изградите и повеќе објекти ако е потребно, веќе сме во фаза на проширување. Моментот да го споменам и тој, дека нашата детска градинка во Таринци добива доградба на истата од веќе постоечки капацитет на 50 дечиња, ќе биде зголемен на 100 дечиња, тоа е дуплирање на капацитетот и на условите, така да во таа насока се движиме, се надевам дека тоа ќе остане и во годините кои што ќе следат. Иако ве најавив како Карбинци, како рурална општина, се повеќе одите кон приматот на урбана општина, која што нели секако ќе ги има сите услови за живот за жителите кои што живеат. И конкретно разговорот би сакала да ја споменам транспарентноста, која е многу значајна за функционирањето на локалната самоуправа, отвореноста кон граѓаните и секако можност заеднички со граѓаните да го креирате буџетот на општината, но и да ги слушнете нивните потреби и барања и соодветно на тоа да ги реализирате проектите. Да, тоа е можеби еден од најважните делови за една локална самоуправа. Јас овде со гордост исто така можам да кажам дека нашиот индекс на транспарентност оваа година е покачен на 85%, чисто за споредба, она што беше во 2021 година изнесуваше 30%, повеќе од дупло е покачено, така што сметам дека отвореноста на општината, на институцијата, на советниците на Советот на општина Карбинци, на администрацијата, на јас како градоначалник се надевам дека сум достапен кон граѓаните и комуникацијата со истите кога се решаваат клучни прашања, тоа е дали е планирање на буџет, на програми за реализација, па потоа реализацијата на тие програми кога се случува на терен во една тековна година, самото тоа ни носи на нас еден поинаков пристап на функционирањето на општината и еден поинаква можност да бидеме потранспарентни во однос на минатото. Знаете, мораме да бидеме во комуникација со граѓаните, за да ги почувствуваме проблемите, а потоа и да знаеме што треба да понудиме, како ќе ги решиме тие проблеми. Доколку се изолира и затвори една општина, тогаш ќе немате додир со проблемите, а никако нема да знаете како ќе ги решите тие проблеми. Така да сметам дека добро функционираме во тој дел, а и бројките, еве тој индекс на транспарентност на вистина ни даде мотивација дека сме на вистинскиот пат. Би рекла дека имате одлична местоположба во источниот дел на Македонија, што ви дава можност на отвореност, комуникација со другите градови, со околните населени места, но генерално и со целата држава. И секако Карбинци понатаму ќе продолжи да се развива и се надевам дека ќе се зголемува и бројот на жителите кои што ќе продолжат или ќе доаѓаат да живеат во оваа општина. И практично со представување на вашата општина и со работењето на локалната самоуправа потврдивме темата која што ја поставивме денеска како тема во нашето издание на емисијата, дека и малите општини можат да бидат
успешни. Која ќе биде вашата порака до нашите граѓани генерално во Македонија, но и до вашите граѓани во Карбинци? Добро, еве, Карбинци во срцето на истокот, така говориме дека географски се наоѓа, навистина е место кое што со гордост можам да кажам дека денес живее добро. Денес граѓаните во Карбинци имаат одлични услови за живот. Оние кои што не посетуваат исто така се враќаат со импресии дека овдека има едни урбани навики, еден урбан лик на самите населени места. Нормално е дека имаме и проблеми кои што на дневна основа се трудиме да ги решиме и до некаде успеваме во поголем дел, но некогаш и ќе тежнееме и кон решавање на одредени проблеми во иднина, никогаш нема да престанат тие проблеми, но вака да бидеме објективни дека Карбинци во денешно време живее еден добар живот во самата општина, има едни добри услови за живот. Во овој период, еве, чисто да споменам за јавноста, имавме неколку празници кои што се како патрон празници на населените места, на повеќе населени места, почнувајќи од Ѓурѓев ден па до пред некој ден Света Тројца, кои што ги славиме во овие населени места и ги прославуваме на еден поинаков начин со културни манифестации, со многу спортски активности. Знаете, важен дел во едно денешно време и социјалниот живот, како што имаме навистина можеби тензично време и многу работи кои што не се добри во секојдневието. Важно е и во овие моменти да покажеме дека можеме да живееме и поинаку, а тоа го докажуваме токму со вакви настани кои што се од музички карактер или културен карактер, па потоа спортските активности во повеќе населени места кои што се одржаа во периодов, така да еве токму Карбинци во овие 2-3 месеци од месец мај до сега, овие 2 месеци поточно, живееше во духот на музиката, на прославите, на спортот и така натаму. Така да, суштината е дека покрај условите, урбаниот лик, се она што треба да го дозволиме како услови за живот, добро е да имаме понуда која што ќе ја чувствуваат граѓаните кај себе, дека општината им понудила да живеат и поинаку во едно секојдневие, а тоа се токму овие настани кои што ги кажав. Така. И убаво се потсетив на најавата за општина Македонски Брод, која што беше дека оваа општина не се откажува од својот економски и туристички развој, а за вас ќе кажам, општина Карбинци не се откажува, односно ќе го унапредува економскиот и туристичкиот развој на општината. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на можноста.